Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со Горан Герасимовски, градоначалник на општина Центар, Филип Ивановски, извршен директор на Пакомак, и Дарко Николовски, вокал во Контраплан бенд. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот. Верувам дека сте заедно со нас уште од рано и зутрина, така ќе биде и сега кога на трпеза ќе обединиме интересни различни приказни кои оставаат општествен печат. Домакинки ќе бидеме јас и мојата колешка Милена. Милена е официјално пред камерите. Добро утро. Алекс, добро утро за тебе, добро утро за нашите гледачи. На здравје кафенце или чајче, што пиеш ти? На здравје нека ти е чајчето, јас секако денот морам со кафе да си го почнам. На здравје нека име на нашите гледачи. Верувам дека ќе останат со нас до самиот крај, затоа што имаме прекрасни гости со различни професии. Верувам дека ќе ги развеселиме можеби со малку музика во живо, не знаеме, ќе оставиме до крај да видиме енергијата како ќе тече. Така, секогаш е убаво да се има и добри разговори. Веднаш до мене Горан Герасимовски, градоначалник на општина Центар. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до вашите ценети гледачи. На средина од ова убаво друштво, господинот Филип Ивановски за прв пат во студиото на Канал 5. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до гледачите на Канал 5. И на крај ни е Дарко Николовски. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам за поканата, поздрав до сите гледачи и ви благодарам за оваа прекрасна позитивна енергија и атмосфера што имате тука во студиото. Така, имаме многу што да раскажеме, но да започнеме со политика која што некако најмногу ни интересира во нашата држава. Герасимовски го добивте вториот мандат во време на криза на Социјалдемократскиот сојуз. Па на што се должи овој успех? Пред се личен, а потоа и пред се граѓаните препознаа што заедно сработевме изминатите 4 години, голем број на проекти во интерес на центарци. Препознаа дека сето она што заедно го ветувавме и го реализираме и по втор пат ни дадоа довербата да продолжиме и ги реализираме сите оние проекти кои што заедно ги пишувавме во она кампања и она програма која што ја направивме. Имавме една подолга кампања од 6 месеци, беа вклучени голем број на наши поддржувачи, симпатизери и волонтери. Една помодерна, поразлична од сите останати кампањи која што вроди со плод. Јас сум искрено среќен што граѓаните го препознаа она што го работиме и повторно ни ја дадоа можноста да заедно го разубавуваме Центар. Така, ме радува навистина Центар како и таа општина која што и многу туристи ја посетуваат во нашата држава кои навратуваат, треба да биде символ за нешто убаво. Но имате ли пречки од централната власт во овој мандат? Ниту во првиот, ниту во вториот мандат немаме некои огромни пречки. Некогаш има одредени недоразбирања, различно гледање на одредени работи. Но јас сум и заменик потпредседател на ЗЕЛС, заедно со останатите градоначалници се договараме, носиме политики, се со цел да ги подобруваме работите во општините во државата. Не можам да кажам дека соработката е на ниско ниво, поради тоа што имаме и заеднички проекти, има одредени работи за кои што и ние критикуваме како општини во делот на хигиената, во делот на одржувањето на зеленилото и одредени работи кои што градот Скопје потврлува, но заеднички се договараме да ги подобруваме условите и во тој дел. Верувам дека набрзо ќе има подобрување и во делот на одржување на хигиената, одржување на зеленилото и останати заеднички испреплетени работи кои што се заеднички на градот и општините. Така, кога сме кај хигиената, Филип, со вас би почнала оваа тема, бидејќи сте прва компанија во Македонија за управување со отпад од пакување, која што оваа година одбележива 16 години постоење. Па според вашето мислење, колку се променети работите од пред 16 години до денес? Па се променети, морам да кажам дека се променети. Ние правиме секој 2 години истражување на однесувањето на граѓаните кон отпадот, на свеста за селектирање и рециклирање на отпадот. Оваа година набрзо ќе ги споделиме и резултатите, бидејќи само што заврши истражувањето, но еве прелиминарно може да кажам дека отприлика 1/3 од граѓаните во Македонија говорам, истражувањето е направено 1200 испитаници во градовите пред се урбаните средини, што е релевантно за Македонија, со мала статистичка грешка од 2,5%. Во
во Македонија генерално 30%, некаде околу 30% од граѓаните секогаш или често изјавуваат дека секогаш или често го селектираат отпадот. Тука пред се амбалажниот, но се работи за електронскиот, батерии, електричен некој ситен отпад, што е бројка која, ако ја споредиме од пред 16 години, е, да речам, можеби двојно поголема од пред 16 години. Она што треба да го сватиме сите, не само компаниите што работат со отпад од пакување, туку и со другите текови отпад, и граѓаните и институциите, дека промената на навиките на граѓаните не е брз процес, посебно ако не го интензивирате со казни одредени, а ние тоа не го правиме 16 години, туку само со стимулирање на позитивно однесување кај граѓаните, со мали награди, некои инсентиви и така натаму. И тој процес што и во другите земји бил долг и бара упорност, но ако сакаме да успееме, сепак треба мислам дека малце да работиме и на страната на не само позитивно стимулирање на граѓаните, туку и казнување на несоодветно однесување, бидејќи ово истражување покажува дека се уште има 20% од граѓаните кои изјавуваат и да се плаќа за тоа што го собираат и да е блиску контейнерот до нивниот дом, тие нема да селектираат. Значи тие 20% граѓани што и да правите вие, нема да ги натерате да селектираат, освен ако не ги казнете. А во образовниот систем исто така, сакам да се надоврзам, мислам дека има голема врска, што и тука направивте добра имплементација, затоа што има промени и во учебниците. Се учи и многу, и наставниците навистина многу вложуваат труд да ги научат децата дека уште од најрана возраст треба да селектираат. Добиваат награди па за добро, собраната. децата мора да се стимулираат на различни начини, нивниот мозок работи поразлично, за среќа за многу работи од кај нас, отколку кај нас возрастните, така да мислам дека и со работката со училиштата многу значи. Еве можам да зборувам конкретно за училиштето каде што учи мојата ќерка. И градинките. И градинките исто така. Како одеше тој процес? Беше лесно? Не е лесно, но тој е најисправниот начин ако сакате да смените нешто во државата, да почнете уште од мали нозе да ги создавате тие навики. И ние имавме неколку проекти во основните училишта што беа доста успешни и сега кога го правиме истражувањето на прашањето по што го препознавате пакомак, иако тоа не сме го правеле веќе од неколку години, се уште како ехо стои во одговорите по активности во училиштата. И интересната работа е што тие деца тогаш кога биле пред 7-8 години, пред 5 години, сега се веќе дел од нив возрастни граѓани и тие навики ги имаат и ги пренесуваат на своите деца, така да ние и следниве активности ќе ги фокусираме на училиштето. Значи тоа е вашата равенка за успех. Мислиме, може да се каже кратко и јасно. Една од елементите за успех е тоа, да. Ке го научите детето да фрла каде што е потребно, но родителот дава поинаков пример. Што во оваа ситуација? Има случаи кога родителот не толку кога да со баби дедовци, обично внуците ги опоменуваат бабите и дедовците, па и на истражувањето покажува дека најмалку во тој дел се посветени лицата над 65 години, но децата се оние агенти на промена или што прават промени кај родителите и кај своите дедовци и баби. Така да децата се благородната, благодарната група што треба да се фокусираме да стекнат такви навики. Дарко има 2 деца. Дали вие дома со децата селектирате? Да, се разбира и морам апсолутно да се согласам и со Филип на оваа тема. Мислам многу често и кога шетаме по улица и кога ќе забележат, нели, некакво несоодветно однесување од страна на некое лице, целите изненадени, тато, знаеш ли што направи тој чичка или тетка, сега да не предицирам. Значи, веќе го препознаваат тоа несоодветно однесување и реагираат бурно, ајде да речем, на таквото однесување и апсолутно се согласувам, се амбасадори и дури и едукатори може да бидат на повозрастната категорија на граѓани со нивниот пример, па дури и наивно и неселективно укажување на грешките на другите луѓе. Но кога сме кај изборот на музиката, во ЕКНИ се полуматурите, матурите и свадбите. Каков е изборот на музиката, Даре? Затоа што Контраплан споделува и има одлична мисија, но што најчесто побаруваат публиката? Така, па видете, ние бидејќи генерално сме фокусирани на забавната музика, така да јас се чувствувам компетентен само за тој дел од музиката да зборувам. Морам да забележам дека во последните 4-5 години, на моје големо задоволство, има голем
шифт, не знам, голема промена во барањето кај публиката. Значи, оние странски хитови секогаш се на листата, нели, тоа што е во моментот актуелно и најголемите хитови од минатото. Меѓутоа, бидејќи ние конкретно имаме прилично широк репертоар, богат и со македонска музика и со музика, нели, од поранешните наши регионални простори. Значи, голема промена има во барањето кон македонската музика. И Отлично. македонската музика се поголем процент од нашиот репертоар опфаќа при нашите настапи, ајде да речем, во последните неколку години. Да, на наше големо задоволство. Колку постарите хитови или новите? Што најчесто се бара? Колку сме носталгични кон музиката кога некогаш значеше квалитет или пак она што можеби денеска го создаваме? Јас мислам 90-тите се бараат најмногу. Тука си во право, апсолутно. Значи имам Макфестовските хитови. Па моја имам претпоставка. чувство дека тие хитови доживуваат, ајде да кажем, нова младост. Тие беа актуелни пред 20-30 години, де факто. Меѓутоа има песни кои што навистина мислам дека сега се поголеми хитови од времето кога искочиле. И повеќе ги бараат луѓето. Добро, сега има и повеќе места каде што може да се пласираат. И социјалните мрежи, ако ја земеме нивната добра страна, времењата се менуваат, така што и тоа добива плюс кај музиката, верувам. Апсолутно, видите, некогаш и некоја музика ќе се искористи во некоја, да речеме, маркетичка кампања или ќе добие поголема видливост и во медиумите, сепак медиумите се моќна алатка, нели, за достапност до луѓето, до граѓаните. Така што се реоживува, како што на Великден сум се заљубил, реоживува секој Великден. Четврта или пета нова верзија, како сега две излегува една по друга и песната уште живе. Недостижен хит. Се дека е присутна, ќе живее. Така што, пак ќе кажам, на наше големо задоволство, голем дел од овие песни реоживеа последниве неколку години, многу се бараат, многу се актуелни. Луѓето ги препознаваат веќе од првите рифови, првите акорди на гитарата, веќе знаат која е песната и атмосферата веднаш се разгорува. Така. Даре, како започна приказната на Контраплан за оние кои не знаат? Контраплан. Интересно име за бенд, добро. Може да кажеш и таа приказна. Па може, еве, прво за името ќе, бидејќи нели последно го спомнавте, Контраплан малку е синематографски поиме, колегите тука да знаат. Значи секогаш имаме план и контраплан кога се снима. Како засева животот. Како засева животот. Нашата идеја беше првенствено во преден план да ја ставиме публиката, а ние да сме нивниот контраплан, односно да ја читаме нивната енергија и да им пружиме најубаво расположение колку што е во нашите можности, нели? Се разбира, така да тој беше некој наш концепт дека не сме ние самите за себе, не постоиме, туку постоиме сепак за публиката и тие се оние кои што не мотивираат да работиме и да го правиме тоа. Еве една добра идеја за 50-тиот роден ден на општина Центар. Контраплан на она што се случува и очекува. Ке се договорите околу репертоар. Бидејќи ги споменавме песните, ве, Горан, која е ваша, да речеме, омилена песна пред тие 20-30 години? После Филип може да ни каже. Го слушав, Дарец се навраќа во детството кои беа нашите бендови и што највише слушавме. Први што ми падна на памет беа Студени нозе, Нови дечки, Магија, Нокаут. Значи, тие беа групите со кои што ние растевме во детството, зборувам за основно училиште и средно училиште. Слушавме Guns N' Roses, Майкл Джексон, Backstreet Boys, значи. Да, стварно многу убави. Тоа беше друго време. Филип, која е вашата плейлиста, изборот на младоста? Па, ја ко студент, ко средношколец, од тоа време, јас сум веројатно највозрастен на маса. Веројатно и не толку многу. Од македонските групи мене ми беше, да речеме, Лепи Сол и Архангел. И се уште ми Архангел, да речеме, еден од омилените македонски брендови. Предпоставам во рокот и еден од најуспешните. Верувам, бевте и на нивниот концерт сега во Филхармонија? Не бев во Филхармонија на концертот, но Архангел ми е група што навистина ја почитувам. ЕКВ од XU, Бајага ми бил, од оние Evergreen, да кажам, бендови. Јас сум фан на Битлси, некој тоа е како Звезда Партизан, некој се на Rolling Stones, некој на Битлси, јас сум поише на Битлси, кои ќе се собереме вака како друштво, обично од овие групи
пееме некои песни. И не знам, веројатно и ке Дарко на репертоарот сигурно има од овие групи се уште. Зависи и публиката. Што? Ке види на која возраст или? Така, не, да бидам искрен, свириме од сите изведувачи кои ги набројавте, и Филип и Горан, така да де факто се уште се актуелни и се уште живеат, нели? Преку изведбите на нашите колеги. А инаку да, освен се извинувам, Битлси, ние сме Rolling Stones. Па добро. Групата. Така е. Но кога сме кај собраќајот и кај собраќајниот хаос, Safe City, како ве погоди, го применувате или некако алатка еве Горан вие, особено за општина Центар и возењето низ општината? И јас го поздравувам самиот проект, кој што отпочна од 2012 со поставување првично нели камери за безбедност во сообраќајот, за безбедност на пешаците и слично, која што после 22 нели отпочна со поставување на камери за контролирање на брзината на возилата. Следна фаза е, како што слушаме и гледаме, да се казнува во делот на непоставување на појас, на мобилен телефон при возење, на нерегистрирани возила, неправилно регистрирани возила. Јас сум сигурен дека самиот проект ќе вроди со плод, дека сообраќајната култура ќе се подигне на повисоко ниво, дека ќе се намали бројот на сообраќајни прекршоци, немили настани кои што се случува по улиците, но и на дивењето со автомобилите во ноќните часови, поготово со моторите, оние ноќни трки кои што ги имавме во минатото ќе запрат и безбедноста ќе се качи на многу повисоко ниво и на пешаците, но и на учесниците во сообраќајот. Што е со паркирањето, особено во општина Центар, Боемска улица е еден поинаков приказ, особено во доцните часови? Имаме повеќе проблеми. Центар, како и секое центарно јадро, е најпосетена општина во градот и во државата. Боемска се претвара во едно отворено паркиралиште во доцните часови. Да, правиме многу напори. Последно што направивме, поставивме жардињери со зеленило на долж целата улица. Ги поместуваат и ги прават во облик Знам, на свеста на возилото. граѓаните мора да се подигнува, како што каже и колегата од Пакомак, кај нас повеќе функционираат казните отколку Така. кампањите, за жал, и верувам дека што побрзо сите се свестиме, ќе имаме поздраво и поубаво општество за живење. На Боемска поставивме и рампа, за да ја спуштиме истата, имавме состаноци со жителите на кои што они меѓу себе право не може да се договорат. Тие што живеат гледаме таму. да, токму Резидентно, така, да. таму и во околината на Боемско, односно во самото Деврмало. Гледаме да угодиме на сите и при носење на секоја одлука и секој нов проект да ги консултираме и запознаеме граѓаните. Но за жал изненадени сме од тоа што се случува, ќе ве повикаме на некоја тие такви средби, каде што дискутираме при отпочнување на реконструкција на улица или при носење на детални урбанистички планови, за да видите како ние како граѓани се грижиме првично за себе, а многу малце за јавното добро. Има ли шанси да се направи некој дел како пешачка патека, да биде дали постои Да се опција барем затвори дел, за да нема сообраќај. воопшто Завчера коли. имавме дискусии, имаше еден немил настан на Водно, близина на Тинексот на Водно, Добро. каде што има една проблематична кривина, Да. верувам, знаете, и дечињата немаат голема безбедност при Така, има и движење кон училиште и училиште. градинка во близина. Сега се договоривме со жителите да поставиме и лежички полицајци, дополнителни знаци, обележување уште еднаш кое што редовно го правиме во пролетните и летниот период, обележување на улиците и на пешачките патеки, но пак ќе кажам, при носење на деталните урбанистички планови не треба само да го гледаме личното и собственото, туку треба малку повеќе да мислиме за јавното добро. Мој следен предлог ќе биде да, окей, ќе направиме пешачки патеки, но каде? Да сите од куќите одвојат метро и половина од своите Да си дворови, направат како за да гаража. направиме и пешачка и велосипедска патека. А не нивните дворови да ги користат за уживање, автомобилите да ги оставаат по тротоарите, Пекаричи се не ги место во останаа нивната дворови, дворови, да. односно гаражи кои што ги имаат во куќите на Водно. Мислам дека треба малце заедно повеќе да поработиме за јавното добро. Така.
Но кога сме кај работење на заедно на заедничкото добро, како изгледа Македонија во однос на европските стандарди во делот на управување со отпад и рециклирање и каде сме денеска во делот на селекција, бидејќи сакаме и целиме кон Европа и имаме европски стандарди кои треба да ги примениме и практикуваме, но некако како да талкаме во однос само копираме, а не применуваме. Има некоја статистика во Македонија дека само 1% од отпадот се рециклира, која ние сметаме дека е повеќе од 1%. Ние според нас околу 8 до 9% од отпадот во Македонија се рециклира, што е секако далеку од тоа што треба да го направиме. Конкретно отпад од пакување во Македонија проценката е дека се пушта околу 115.000 просечно годишно 115.000 тони, односно некаде околу 70 килограми по жител годишно, се зависи дали е 1.800.000, гледате 1.600.000, тука исто нели колку жители имаме стварно во Македонија. Како пакомак, половина од тој отпад е пријавен кај нас и ние управуваме со речиси половина од тој отпад. Минатата година собравме 37.000 тони од 55 пријавени. Пред 16 години мило 42.000 пријавени сме собрале 7.000 тони. Значи имаме собрано некаде околу 5,5 пати повеќе од пред 16 години. Благодарение на инфраструктурата, на граѓаните, на совесните граѓани, се согласувам со градоначалникот во делот на чувството за јавно добро. Мислам дека нас, како Македонија, ни фали, ни недостасува тоа чувство за јавно добро. Пред се гледаме на нас да не биде добро, не сакаме да се откажеме од личниот комфорт, за да нешто и на другите им биде подобро. И во делот на Safe City, апсолутно го поддржам проектот и покажува дека тоа е начинот ако сакаме побрзи промени. Вие гледате за 3 месеци се намалени бројот на казни, по улиците се вози, дури и да сакате да возите побрзо од 50, не можете, пошто тие пред вас возат 40. И тоа некој покажува 30 вози, некој па претерува и да друг. Некој на зелено застанува. Ама тоа покажува дека кога има казни, кога мнозинството се усогласуваат со законот, дека и другите што би сакале не можат, мора да се адаптираат према. Така да и со селекцијата така, кога ќе имаме ние реков 30%, кога ќе имаме над 50% од граѓаните што секогаш селектираат, тогаш ќе вие другите 20 ќе им биде незгодно или ќе има доволна инфраструктура да им биде незгодно за да фрлат на улица, да фрлат било каде, така да тоа е еден процес што треба полека да го канализираме. Како може треба да се разбуди кај некои луѓе чувството на срам, за да се соедини со оние кои што го прават тоа за општо добро. Реално никогаш и тоа може треба да е мерката. За жал, мислам дека чувството на срам изминативе децени полека некако недостасува, да. И тоа е една од причините зашто сме таму каде што сме. Значи ние од многу работи што пред 10 на години 20 биле срамота да ги правите. Сега е И ви било незгодно другите, сега тоа е баш од она чувство мене ми е гајле за другите, мене ми е тоа убаво и така ќе правам. Кога споменавте инфраструктурата, честопати особено вашата инфраструктура која е насекаде низ градот е дел на вандалски напад, оштетување или пак одстранување во неа, иако јавно со огромен надпис пишува зашто е наменета, да е сосема нешто поинакво поставено и оставено. Како се справувате со ова и колку комунална хигиена тука е ваш партнер и пријател во делот на заеднички да се решат работите? Тоа е дел од контекстот во кој живееме, дека луѓето без причина нешто што е за јавно добро сакаат да го уништат, затоа што имаат некоја лична фрустрација, незадоволство од системот, можеби и така натаму. И тоа исто едно истражувањето го покажа како социјален феномен. Имате кај граѓаните и овие 20%, пошто ние ги прашуваме зашто не би, што е причината, зашто не би селектирале кога имале сите услови. Тоа е некој анти-естаблишмент, неверување во систем, неверување дека тоа навистина се рециклира. Значи луѓето генерално не веруваат во институции. И се помалку веруваат во институции и тоа се одразува во секој сегмент. 32 години независност докажало и покажало зошто не веруваат. Да. Една од причините е таа и не веруваат дека дури кога ќе селектираат дека тоа стварно ќе заврши на таму кај што треба, на вистинско место. Да дадеме довербата.
Кој е ланецот на кој што го спроведува Пакомак? Компаниите плаќаат, оние кои што секој тоа што го носи во Македонија е спакувано, тоа се пријавува кај вас, вие со тие пари располагате и влегувате во системот, циркуларниот систем, за да истиот се врати кај граѓаните кои што условно кажано би требало да подадат рака на системот. Еде да вратиме до вербата и да кажеме, затоа што многу мина велат и не го оставам ова шише во каде што е потребно, затоа што знам дека на крај завршува со останатиот отпад. Тоа беше така веројатно по првите години. Иначе точно, Пакомак се финансира комплетно од индустријата и да речеме за едно шише пластично се плаќа, не знам, сега карикирам, не сум пресметал колку, но 0,1 денар да кажеме, тој што произведува тоа шише плаќа во Пакомак. Ние со тие пари треба конкретно оваа година очекуваме да биде околу 70% тоа што се бара од нас да го собереме и однесеме на рециклирање. Значи на 100 шишиња пуштени на пазарот, ние теоретски би требало да собереме 70 и да ги однесеме на рециклирање. Она што го приметуваме дека граѓаните кои ќе им дадете одредена стимулација, тоа преку вендинг машините го гледаме, они навистина поревносно тоа го прават, но тоа се ние 30% граѓани што ги кажам, не важи за тие 20. И ние од тие пари им враќаме на граѓаните, минатата година сме вратиле некаде околу 150.000 евра. 9 милиона денари сме ги наградиле граѓаните што ги вратиле шишињата. Сме собрали околу 18 милиона парчиња. Амбалажа и лименки и шишиња. Оваа година очекуваме да преминеме 20 милиона, што е сериозна бројка. Така. Тоа се некаде околу 600 тони, 30 на шлипери избалирана пластика и лименки, што не завршиле на депонија, туку завршиле стварно на рециклирање. И сега планираме да снимиме некој филмче каде што стварно ќе покажеме кој е текот на отпадот, дека кога ќе го фрлат шишето во контейнерот или хартијата, дека доаѓа посебен камион. Тоа мислам дека више го договоривме со сегашниот градоначалник. Тука го имате и неформалниот сектор. Дали во филмот ќе биде вклучен и тој сектор? Неформалниот сектор не можеш систем да градите со неформален сектор. Значи, ако споредите од пред 16 години, кога беше многу поактивен, со сега, неформалниот сектор е двојно намален. И има тука неколку причини. Една причина е што веќе има доволно невработеноста е многу помала од пред 16 години, бидејќи многу млади отидоа, демографската ситуација е таа што е. Така да ние имаме сега невработеност околу, претпоставам, не знам точно, ама околу 11-12%, за разлика од пред 16 години, кога имавме над 20 и нешто проценти. Значи, една причина е таа што имаат формална работа, а другата причина е што дел и од тој неформален сектор во текот на ние кризи со мигранти кои поминуваа низ Македонија, дел од нив отидоа во Западна Европа. Така да по некои истражување кои ние го правевме пред 3 години, ако пред 16 години имало 5000 формално изјаснети семејства, да кажеме, не мора да бидат само и граѓани, пошто обично одат повеќе од семејството, сега таа бројка е преполовена. Имаме 2500 само граѓани што тоа го прават. И го прават само кога материјалот има некоја вредност на пазарот. Кога ќе падне вредноста, не го собираат. Дарко, вие во се ова што се создава, се создадовте своја шуба. На нова локација, кафе бар, кој што верувам дека гордо заедно со вашата сопруга го работите. Но имате предизвици. Па кој е најголемиот предизвик во шумата што ја создадовте? Така, па ете, се обидовме во Порта Влаја, во тој прилично, ајде да речеме, сив и бетонски комплекс, да направиме една мала зелена оаза и да направиме едно катче за опуштање и за уживање со убаво кафе, убаво чајче. И ете, тука сме јас сопругата и уште еден драг пријател и партнер, тоа е Сенсеј Горѓанин. Значи, се обидуваме да донесете нова приказна во градот. Знаете, се повеќе се трудам во животот да работам работи кои што на луѓето ќе им донесат позитивна енергија, мало опуштање, мала радост, па макар да е тоа и за 15-20 минути. Значи, таа убава енергија секогаш се враќа. Така. И тука во еден мал дел имаме соработка и со Пакомак, како една мало делче од таа индустрија, се обидуваме и тука да помогнеме и како што спомна и ти, граѓаните не секогаш се најсловесни и во тие канти кои што Пакомак не ги доставува. Многу често наутро начекуваме секако вид на отпад, иако
контейнерот е на само 15 на метри од нас. Но поблиску е, поедноставно е. Така да направи. Така па се обидуваме да им помогнеме нели на вработените од пакомак, па ние да го подсредиме тој отпад, да го селектираме тоа што е навистина за нив. Ние конкретно со стаклена амбалажа најмногу работиме, па нели тоа Како да и го секој регулираме. кафе бар во градот. Како и секој кафе бар во градот. Така да да, се уште сме тазе, година и неколку месеци веќе работиме, меѓутоа сигналите се многу позитивни, многу убави, сите што доаѓаат се заминуваат со прекрасна енергија. Така е. Се обидуваме со секого и муаве да се направиме мала едукација и за кафето. А ептен сме комши, да, ние сме само на другиот крај од Порта Влаја. Јас израснав во тој дел од градот. Порта Влаја, буквално осмолетка, па и дел од средношколските денови, така што многу ми е драг тој дел од градот. И баш се радувам што живе. Има и други кафулиња таму, и навистина едно време така беше малку како замрен, сега навистина живе, така што верувам и допрва топлите денови доаѓаат, летно време ќе биде уште поубаво и повесело. Има и многу деца таму во тој дел од Апсолутно, од да, и Карпош, сосема- така што супер, браво. Сосема се согласувам. Беше малку замрен Да. пред 10 или 8 години, меѓутоа на вистина е раздвижено, има некоја нова енергија, тука е малото плаштаче Игралиштето Делфина, е тука, да, Делфина, полно да. со Супер. млади луѓе, полно со Изгледа деца. луѓето од центар одат по далечните населби. Па да, јас сум пример, да, јас сум од Полека надвор од градот, од сега Дебармало да сум иницијално, Роден и израснат, а од сега Карпуш сте? еден, пардон, од паркинг Звелтова и некако си побегнав на Ама добро, овој дел. пак на општина Карпаш, не Така, менуваш така, општина. општината нема. Да. Горан, кој од оние ветувања кои што ги дадовте во вториот мандат почната да ги реализирате? Ја завршивме нашата култна сала работнички, во која што веќе игра нашиот кошаркарски клуб. Отпочнавме со реконструкција, продолжување на реконструкција на улицата Ленинова во двата дела од Партизанска до Илинденска и од Илинденска до Министерството за земјоделие. И отпочнавме реконструкцијата на улицата Мирослав Крлежа, отпочнавме хортикултурното уредување во делот на Зелениот пазар. Во план е отпочнување на нова градинка, во моментов Во кој дел на ќе почнеме да се центар? прави самиот проект за истата. Тоа е во делот клинички центар, односно позади јавна соба буквално. Одлично. Пролете градинката која што беше последна пуштена и нова Последно воопште после на 50 години. после 50 години, да, на Најубавата градинка во државата, за која што добивме многу награди. Продолжуваме со реконструкција на детските и спортските игралишта во овој момент, за да дечињата во текот на Се распустот вратат на, така. имаат каде да се дружат и спортуваат. И ред други проекти кои што ги планираме за 50 годишнината од општина Центар. Во делот на културата имаме најголем досегашен буџет, така да ќе имате многу културни настани во општина Центар кои што може заедно да ги посетуваме и уживаме во истите. Во делот на грижата на повозрастните имаме голем број на проекти кои што заедно ги реализираме и ја продолжуваме и продолбочуваме соработката. Од оваа година продолжуваме со донирање, односно бесплатни униформи за нашите дечиња во основните училишта. Тоа е Само големо родителите за замеруваат дека се бели. Така да Па, правиме за мерката на пред да го отпочнеме проектот, ги прашавме родителите дали воопшто сакаат нивните деца да носат униформи, но искрено преубаво изгледаат. Така. Не знам дали сте ги забележале децата во утринските часови или кога се враќаат од училиште. Самите униформи не враќаат и во нашето детство. Секоја чест за униформите. Дополнително имаме бесплатни ранци, имаме зголемување на сите оние финансиски средства кои што сме ги исплаќале и кон најдобрите ученици, и кон пензионерите. Голем број на проекти кои што заедно со граѓаните ги продолжуваме во овој мандат. Јас сум искрено среќен што и самите советнички групи, без разлика од која политичка партија се, ние и во овој мандат немаме мнозинство во Советот, имаме разноликост, но кога станува збор за добри проекти во интерес на граѓаните, едногласно се гласаат. И искрено сум среќен што советниците ја препознаат добрата програма која што имавме за изборите и поголем дел од проектите кои што беа ветени во програмата веќе се стаени за отпочнување во оваа тековна прва година од мандатот.
Јас верувам дека над 80% на крај на мандатот ќе ги реализираме сето она што заедно го ветувавме со Ги граѓаните. споменавте на неколку наврати лицата од трето доба, кои се најголемите критичари и оние кои што се споменат на нешто што е ветено, а не исполнето, па колку знаат да ве сретнат низ улиците на Центар, бидејќи живеете во Центар и да ви споделат критика или пофалба? Како што напоменав, имаме одлична соработка, имаме постојана и комуникација, не само за поплаки, туку и за реализација на заеднички проекти. Последно беше ги едуцираа нашите млади пред Великден. Имавме работилници во сите 8 основни училишта, каде што нашите жени пензионерки ги учеа да плетат, да месат, да везат, да шијат, да вапцаат јајца и така натаму. Одлични активности заедно со највозрастните и најмладите во општината. Имаат годишно, досега имаа една, планираме 2 екскурзии каде што ќе запознаваат Македонија, односно ќе се дружат и социализираат низ нашите градови во државата. И ред други проекти како што се грижа за возрастните, каде што 90 домакинства ги посетуваат преку проектот на хуманост, специализирани лица, каде што им помагаат во купување на домашни производи, плаќање на сметки, Одлично. има физиотерапевт и така натаму. Заедно осмислуваме голем број на проекти во интерес на сите жители, од најмладите до Во највозрастните. интерес на нашите гледачи и граѓани, ќе направиме мала пауза со реклами, да го направите вашиот топол напиток и да уживате и натаму во разговорите кои следуваат. Не менувајте го каналот, секогаш сме најдобрите во етерот.